празникот помина. Тоа значи дека можеби малку треба да се свртиме кон нашата линија, кон нашето здравје. Сигурна сум дека исконзумиравме се она што е наша традиција и апсолутно не треба да се чувствуваме виновни поради тоа, еднаш е во годината, но последните неколку епизоди сакав да ви понудам неколку денови, односно да ви инспирирам доколку решите да се ставите на некоја програма за детокс, можеби диета или нешто што ќе ви помогне да го зачувате здравјето. Денешната епизода ја нареков 1500 калории. И сега малку ќе позборувам што значат 1500 калории. За да еден човек нормално функционира, човек кој е нормално активен во текот на денот, тоа подразбира извршување на домашните обврски, чување на деца, малку пешачење, односно сето она што ни треба како дневна рутина, потребни му се околу 2000 калории. Во тие 2000 калории спаѓаат и сите оние метаболитички процеси кои ги има нашето тело, дишење, работа на сите органи и така натаму. 2000 калории во основа се потребни за да функционираме на дневна база, односно така не би изгубиле килограми воопшто. 1500 калории значат дека од прилика доколку се придржувате на мени кое содржи 1500 калории во текот на денот, во рок на месец дена би изгубиле здрави 2 до 3 килограми. Експертите, нутриционистите, сите тренери сметаат дека еден поздравите начини како да изгубите трајно килограми, односно да го доведете телото во ред, бидејќи тоа подразбира дека само малку намалувате или, доколку се држите за програмата од 2000 калории, малку ја зголемувате физичката активност. Секоја цел на диета, односно режим на исхрана кој подразбира губење калории, подразбира дека дневното трошење на енергијата треба да е малку поголема од она кое го внесувате. Јас сакав да ви покажам, бидејќи по мене се гледа дека нели нормално цело време се борам со некакви диети, овој принцип е малку потежок за следење. Тоа значи дека треба секој ден да внимавате што конзумирате. Јас денеска сакав да ви поразговараме малку, да ви покажам како може лесно да го адаптирате овој програм, односно да направите опции како може да се храните со 1500 калории без притоа да ви биде големо малтретирање. Денеска ќе подготвиме се. Програмот со 1500 калории исто така подразбира дека треба да внесувате 5 оброци. Тоа значи доручек, ручек, вечера и 2 ужини. Тоа значи дека метаболизмот, односно организмот цело време ќе работи, со тоа ги троши енергија. Најпрво ќе ги направиме она што јас би ви го препорачала како стандарден доручек. Тоа се малецки колачиња, јас ќе ги наречам од овес со банана, кои би требало да ви бидат заедно со една овошка секој дневен доручек. Многу лесно се прават и јас ќе направам неколку. Доручекот, односно она што е како количина, би било 2 колачиња заедно со една овошка, а другите може да ги замрзнете. Во кесички замрзнете ги, извадете ги само пред конзумирање, малку во микро или на страна да се одмрзнат и имате секој ден здрав и фин доручек. За тоа да го направиме, потребни се 2 банани, значи сега ќе направиме практично за 3-4 дена, затоа што ќе конзумираме само 2. 2 банани, ќе ви ги кажам на крајот и во тетрадката ќе ги видите сите калории, односно колку има секој од овие состојки, односно секој од овие оброци, колку калории содржат во нив и ќе видите дека вкупно се отприлика 1500. Кога сакате да се придржувате на некој оброк кој има, да речеме, 1500 калории во текот на денот, собрано, значи вкупно зборуваме, доручекот треба секогаш да ви се движи од прилика 350 до 375 калории. Тоа ќе ви остави простор да исконзумирате некоја високоенергетска ужина од прилика 150 до 190-200 калории. Ручекот е секогаш полесен од причина што сте дале доволно калории во текот на денот, чекате да се активира цел тој метаболизам и на крајот одиме со малку појака вечера. Не знам зошто е таков принципот, морам да ви кажам дека мислам дека сите експерти кои ги формираат тие начини и режими на исхрана, веројатно заради тоа што во текот на ноќта, ова е моја претпоставка од она што е како предзнаење, во текот на ноќта се случуваат сите оние метаболитички процеси каде што треба да се исчистат сите токсини од организмот и на тој начин ви треба повеќе енергија. Секогаш исто така, она што експертите го препорачуваат во однос на намалување на калории е
дека секогаш треба да имате пауза измеѓу оброците, значи да му дадете на едниот оброк да се свари додека дојде следниот и секогаш да имате физичка активност. Јас се трудам периодов баш да имам физичка активност, не се гледам многу по мене, знам дека тоа фрустрира, но она што го научив од сите мои екскурзии со губење килажа, со начин да се потрудам како да имам поздраво тело е дека ништо не доаѓа брзо. Односно, целото губење на калории, односно килажа, доаѓа споро и треба да му дадете време. Се што е брзо изгубено, брзо изгубени килограми, има тенденција да се вратат од причина што организмот има старвешен меморија. Односно, ние сме направени како суштества кои треба да преживеат глад, студ, суша. Односно, сето она што ќе му го одземеме на организмот има меморија, памти. И секогаш кога ќе почнете да конзумирате храна, тој складира. И ова е многу познат процес и поради тоа секогаш одлучете се за некои спори варијанти, односно нешто што полека ќе ви дозволи да ги стопите килограмите. 2 јајца одат внатре. Ќе ги изматам малку со помошна маталка. Млеко. Овие колачиња ќе ги правиме со млеко. Кога бирате начин на исхрана каде што намалувате калории, апсолутно не внимавате на тоа дали ќе конзумирате прости шеќери, сложени шеќери, но секогаш како варијанта изберете поздрава стевијата или медот фија поздрава варијанта, помалку пониско калорична, односно секогаш е подобра верзија за овој тип на исхрана. Мед ставам за да ги засладам малку, сепак треба да бидат вкусни. Растопете го медот во целата количина. Мојата баш органски планински. Сите состојки денеска повторно ги добивме од пакет МК, не знам дали видовте, имаат подобрена веб страна, имаат дополнително секции, книжара имаат, нешто што во овие времиња мислам дека супер би ни дошло. Ванила ставив, екстракт од ванила, треба да мириса убаво. Имам цимет, прашак за пecivo. И го промешам во целата количина. И на крајот ќе додам овесни снеговки. Мислам дека се 3 шолји тука. И се доволно за да направите убава смеса. Целосно облите ги снегулките во смесата која ја направивте, течната смеса. Треба да биде малку потечно, бидејќи практично ќе ги дехидрираме во рерна, ќе ја уклучам рерната на 200 степени. 20 минути ќе ја пуштам на 200 степени за да ми испари целата течност, а потоа ќе исклучам рерната на 100 степени, 80, ќе ги оставам уште 30-40 минути за убаво да се дехидрираат. При тоа внимавајте да не ги изгорите, секогаш е важно да ги имате на око. Исто така дехидратор би била одлична варијанта за овој рецепт, уште поздрава. И ова е смесата. Имам еден плех на кој ставив, нема да ставам масло, нема да ставам ништо, заради тоа што не сакам да ги зголемам калориите. И ќе користам 2 лажици за да имам иста мерка. Ќе формирам вид на малецки колачиња. Сплескајте ги. Ќе пораснат, ставивме прашак за пecivo внатре. Ќе ги завршам сите и одат во рерна. Се гледаме со следниот предлог, односно ручекот за денес.
Следно што ќе направиме ќе биде ручекот и вечерата. Ќе почнеме од вечерата, заради тоа што сакам да ви покажам дека може цело време, значи буквално во исто време да го направите. Сето ова да го конзумирате покасно. А ручекот, како што ви кажав, е полесен. Ќе направиме една салата од хумус и авокадо. Авокадото е богато со масни киселини, многу здраво за вас. Хумусот е протеинскиот дел, направен е од леблеби, односно од наут. Ќе го збогатиме со малку зеленчук, а ќе го искористиме црн леп, односно лепо цело зрно, за да направиме еден сендвич. Ручекот ќе ни биде сендвич, а вечерата ќе биде побогата, односно ќе биде околу 500 калории. За да ја подготвиме вечерата ќе биде салата со пилешко месо. Имам 2 убави стека и еден кромит. И се она што сакам јас да направам за да заштедам време, додека ми се печат моите питички, односно калачиња од овес, сакам да направам, затоа користам оваа тава која е буквално калап од рерната, ќе направам помала внатре чинија од хартија, од фолија за печење, за да ми го задржи целиот вкус и сок внатре, а да можам заедно да ја печам со колачињата. Направете една чинија и сега тука имам зачини. Имам чили, црвена пиперка, имам лук во прав и мелен ким. Тоа ќе бидат зачините кои ќе ги искористам во пилешкото. Имам еден кромит, ќе го исечам на четвртинки, не бидејќи моето е поголем, можеби шестинки. И тој ќе се пече заедно со зеленчуците. Со пилешкото, зеленчуците ќе ги искористам за салатата, да биде свежината. Ќе ги ставам стековите. И во една чинија ќе направам малку сос од чили, црвен пипер, лук во прав, мелен ким, ќе си ги видите точните количини, црн бибер, свежа мелен, сол, секако сол. Сол ќе ставам и во сосот, а ќе ги посолам и пилешкото и кромидот, за да биде убаво и слоевито посолено. Имам маслиново масло, 2 лажици внатре одат. Ќе го размешам. Ќе ставам неколку капки вода, за да можам полесно да го прилијам пилешкото и кромидот. Еве како изгледа оваа убава и ароматична смеса од зачини. И се една лажица. Ќе го прилијам пилешкото. Ако можете да му дадете еден час да се измаринира, би било уште подобро. Јас сакам да ви покажам дека доколку решите да бидете на некој режим, може да се изорганизирате. Се со добра организација и време, апсолутно може да искомбинирате рецепти и оброци кои ќе ви овозможат поздрав начин на исхрана. Оди во рерна, доволно му е од прилика 20 на минути. Знаете дека ни е рерната на 200 степени, уклучена ќе се пече заедно со колачињата од овес. Го ставам на долната полица. И ќе продолжиме со салатата. Имам свежа рукола. Овој пат исправ да биде стара рукола, односно да не биде беби рукола, од причина што има побиберас вкус, полуд вкус. Намерно сакам да искористам таква, бидејќи на тој начин ќе си овозможам да имам повеќе вкусови. Секогаш кога сме на диета, мора да имаме повкусно јадење. Мојата
мојот сад за да ја извади водата, ќе ми помогне да ми биде, кој го имам од каре, знаете, мултинаменскиот сад кај што можете да рендате и да вадите различни форми од зеленчукот. Имам убав куп рукола, потребна ви е од прилика 2 раце за да може да ги постигнете тие 500 калории. Салатата оди во вечерата со пилешкото што го направивме. Внатре имам црн граф. Тој ќе биде протеинскиот дел, скробниот дел во вечерата. Имам црвена и зелена пиперка. Ќе ги сечам убаво на тенки парчиња. Ќе бидат и шарени, и вкусни. Знам дека никој од нас не сака да е на диета, зборувам од свое искуство. Навистина, делува мачно, па многу е мачно кога немате резултати, но она што го научив низ годините е дека многу процеси за губење килажа се врзани од она што ни е моментална состојба на организмот. Јас имам нека состојба со тироидата која ми оневозможува да ги губам килограмите колку што сакам брзо, нели? Но она што го научив е дека секогаш кога ќе се префрлам на некаков режим, телото многу поздраво ми функционира, односно имам повеќе енергија. Имам јогурт, обичен со ниска масленост. Имам лимета. Секако ќе го искористам шејкерот на карез за да направам убав сос за салатата. Сокот една лимета за оваа количина. Ќе зачувам малку за да си го премачкам авокадото за ручакот, за да не ми потемни. Имам маслиново масло. Сол. Ќе ставиме во сосот директно. Еден прстофат во сосот и еден на салатата и малку црн пипер. Директно ќе ставам врз салатата. Затворете убаво. Промешајте. Сосот убаво да ги соедини киселоста на лиметата, маслиновото масло и сето она што го ставивме и убаво прилите салатата за да добие на вкус. Секогаш да знаете дека киселоста е стабилизатор, односно доколку потребите киселина, што во овој случај е лиметата, таа е стабилизатор на вкусови. Например, доколку посакате да употребите нешто што е солено, ако имате кисела жичка во позадина, тој ќе ги стави киселината, односно она што е кисела пеха средина на состојките го стабилизира вкусот. Солината нормална е солта е состојка која не врзува буквално сите кујни секаде во светот. Солта ги подобрува вкусовите, односно така ги перцепираме кои им се основните вкусови на состојките. Но колку ставите шеќер, тие се подобруваат, бидејќи шеќерот е и малку зависност предизвикува, но ајде некоја следните епизоди ќе ви раскажам точно за 4 основни состојки, што значи лутина, што значи сол, што значи киселина во сите или маслото во состојките. Салатата ќе ме почака и следно што ќе го подготвам ќе биде сендвичот. Имам една сува тава. Нема да ставам масло, нема да ставам апсолутно ниту путар, ниту ништо, заради тоа што сакам само малку да ги подпечам парчиња да леп. Ова се големината на парчиња леп кои ви се потребни за да добиете 350-325 калории, лепо цело зрно. Имате веќе многу на пазарот. И ќе направам еден сос, си ја сртам таската, и искористам 3 лажици хумус, кој е направен од наут. Мојата купен од продавница, вие слободно, ако имате домашен, употребете домашен. Хумусот многу лесно, едноставно се прави. Мислам дека ви покажав, или не се сеќавам дали ви покажав баш оригинален хумус. Имам едно авокадо. Да, добро е зрело. Тука некаде, на средината од презрјано. Ќе го извадам од кората. Ќе направам како паштета. Оваа паштета ќе ги премачкам 2 парчиња леп со паштетата, заради тоа што сакам да имам баш побогат вкус од 2 страни на лепчето. Внатре ќе ставиме само краставица и пиперка.
секогаш може да најдете на интернет скали, односно веќе баш сите информации не се многу лесно достапни и можете да најдете листи на која состојка колку калории содржи, односно тоа зависи од грамажата, значи употребувате грамажа која е препорачана и калории. Обично секогаш кога ги даваат информациите на тие скали, ставаат информации за 100 грама, така што секогаш внимавајте да бидат тие прилагодени према грамажата. Ќе направам една убава паштета. Убаво ќе го измечам авокадото. Ќе ставам допир лимета, само за да ми се задржи бојата. Лимчето нема уште. Натре ќе изрендам морков, меѓутоа лепчето мислам дека почна да ми чади. Треба да го имам на око цело време. Ренда, секако од карес. И ќе изрендам малку морков во паштетата. Точните грамажи ќе си ги видите во тетрадката. Промешајте. Сол натре и малку мелен бибер. И тоа е основата. Мислам дека веќе ми се готови лепчињата, да, веќе се подпечени и стоплени. Ќе искористам од паштетата. Ќе ставам убав слој. Имам краставица. Мислам дека ви треба половина, тоа е прилика оваа количина. Ќе ставам со се кората, бидејќи во кората ги имате многу вкусови. И секогаш треба да се трудиме баш да ни биде убава храната. Имам црвена пиперка. Ќе направам баш убав куп од состојките, уште малку краставица. Ставам малку мешана салата. Примачкам лепчето со паштетата која направивме. Една даска за да биде тоа баш фино и убаво. Само да ги проверам, да, мислам дека веќе ми се при крајот. За да задржи својата форма. И ќе ги почекаме пилешкото и колачињата да завршат со печење и се гледаме на крајот со целокупниот ден од 1500 калории. Ова е ручекот. И вака изгледа целокупниот внес на 1500 калории во еден ден. Мора да се сложите со мене дека е навистина богато и во вкусови и ви нуди едни поинакви содржини за тоа како да поминете еден диетален ден. Јас сега, бидејќи тоа го направив и го израчунав претходно, ќе ви прочитам точно колку калории се содржи. Значи го имаме доручекот каде што направивме овесни питички. Еве како изгледаат, јас ќе ви ги искршам за да видите каков е внатре изгледот.
Совршени се. Значи 2 питички со една мандарина, во суштина ќе ви овозможат 375 калории. Останатите, како што ви кажа, 2 по 2 кесички во замрзнувач. Секогаш кога ќе треба да доручкувате, ќе си извадите 2 питички и тие ќе бидат, секогаш сменете го овошјето, проверете колку калории има и доручекот треба да ви биде 350 до 375 калории. За ужина ви предлагам да земете една лажичка путера од кикирики, едно зелено јаболко кое го прелив со малку лимонов сок и едноставно заситете својата глад со тоа што ќе си го мацнете јаболкото во путерот од кикирики и имате една прекрасна ужина. Ручекот е полајт. Сендвич со зеленчук и паштета која направивме од хумус и авокадо. Имате уште една ужина, банана, која има околу 109 калории и вечерата која е во суштина мислам дека 519, да, така ја планирав. Значи 190 калории ви се јаболкото со путерот од кикирики, 325 ви е сендвичот и на крај доаѓа вечерата која содржи најмногу калории, односно имате 517. И на овој начин може да си ги планирате оброците. Јас мислам дека во следните емисии ќе ви понудам и други варијанти од типот хроно, кето, односно различни пристапи за поздрав и подиетален оброк, а вие пишете ми дали ви се допаѓаше. Доколку ви се допаѓаше, искористете некоја идеја, доколку имате ваша, споделете со мене и јас сум во моментот во потрага по подиетални идеи, а ние се гледаме веќе утре со нови вкусови, нови идеи. Утре мислам дека ќе бидат лебови. Толку од диетата.